некако ова ми даде желба да размислиме за еден библиски текст што се наоѓа во првото соборно послание на апостол Петар. Познати зборови што сте ги чуле и читале и порано во животот. Прво Петрово послание, 3 глава, ќе го читаме целиот текст, инаку контроверзен текст во христијанството, но нема да се занимаваме со толкувањето на контроверзната тема во него. Барем не сега. Значи, прво соборно послание на апостол Петар, 3 глава, од 18 до 22 стих, односно до крајот на таа глава. Прво Петрово, 3 глава, 18 до 22 стих. И ова проповед може да се наслови крштевањето на светот. Така би ја насловил. Конкретно денешната. Крштевањето на светот. Почнем да читаме од 18 стих. Бидејќи и Христос, за да не доведе кај Бога, еднаш пострада за гревовите наши, праведник за неправедните. Овој превод вели: вистина умре по тело, но оживеа со духот. Во него не откако слезе, оригиналот вели откако во него, значи во духот, појде, отиде, не слезе. Но ајде ќе читам испред овој превод. Не знам како вели Константинов, ме интересира, или некој друг превод. Како вели 19 стих, дали слезе или некој друг глас? Отиде, добро. Како што и мислев. Да го прочитам и така. Во него, откако, во духот, откако отиде, им проповеда и на духовите кои беа в затвор, кои некогаш не се покорија, кога Божјата долготрпеливост ги очекуваше во времето на Ное, при правењето на ковчегот, во кој малкумина, односно 8 души се спасија. И овде напишал преведувачот на ревидираниот превод, се спасија од водата. Не се спасија од водата, туку апостол Петар запишал изворно, се спасиле преку вода, буквално, или се спасиле со вода. Со водата се спасиле. Да. Меѓутоа, видите како материјалистичкиот ум не сака или не може да ја разбере целата тема, зашто воопшто апостол Петар го споменува сето ова, го пишува сето ова. И нашето внимание, целата тема на овој текст, на овие зборови, не треба да се насочи сега кои се тие духови во затвор или како тоа Христос по воскресението, откако оживеа, отиде да им проповеда на духовите, кои се тие и така натаму. За тоа нема да зборувам сега, не е тоа битното. Постојат разни древни, стари, традиционални толкувања на овој сложен израз, во кој што и апостол Петар потребува доста метафоричен јазик. Значи, духовите не може да бидат во буквален затвор. Ни в затвор не ги држи. Тие одат низ ѕидови. Дури воскреснатото, новото, бесмртно тело, кое што не е дух, туку е тело, материјално тело, но тоа е новото бесмртно тело, какво што Христос облече
на себе со воскресението. Актуална тема за овој викенд. И тоа тело можело да оди преку зидови. И апостол Павле го нарекува духовно тело во првото послание до Коринтијаните 15 глава. Но изразот духовно тело не значи дека не е тело, дека е само дух. Тоа е буквално материјално тело, само супериорно тело, тело со многу поголеми способности од нашите слаби, грешни и смртни тела, какви што сега имаме. И уште малку ќе ги имаме, да даде Господ. Уште малку ќе ги имаме, бидејќи Господ скоро ќе дојде. Да бидеме верни до крајот, за да Господ не облече и нас во тоа ново тело. Но, она што е битно е што апостол Петар сака да ги спои двете теми, значи Христовата смрт и воскресение, од една страна, да ја спои со потопот во времето на Ное. И зошто е тоа битно? Жалам што не може ни човекот да го слуша ова, бидејќи зборува за крштевање, бара крштевање, но со мирен дух, со трпеливост, ќе можеше и да го слушне и ова што е и за негова корист. Во духовните работи не постои брзање. Тоа е едно важно правило што треба да го имаме на ум. Во духовноста не постои брзање. На Господ не му се брза. Не го фаќа паника и не му се брза. Ајде, отиде времето, трчам да постигнем нешто, да не ми избега и така натаму. Дали треба да се крстам, дали треба да се покајам, сето тоа треба да се направи денес, вели Словото Божјо. Значи нема ни па одлагање, тоа е опасно. Денес, кога ќе го чуете неговиот глас, бидејќи утрето, како што рече брат Зоран во воведните зборови, не ни е гарантирано, но во тоа денес има време за трпение, за смиреност. Нема брзање, нема паника, нема итност во духовните работи. Значи, да избие пожар во материјалните работи, да се случи некоја катастрофа, некој да фрли бомба или да влезе некој джихадист со калашников, тогаш треба итно, брзо да се интервенира, колку што е можно. Но, по духовните прашања нема брзање, нема итност. Не може, сакам сега да се крстам, или или другата сабота крстете ме. Не може. Ако сакаш да се крстиш, биди трпелив, биди смирен, има време, ќе даде Господ. Ако се ситуацијата и околностите толку вонредни, да не може многу да се одложува ниту за еден месец, ниту за повеќе месеци, тоа е веќе друго. Но денес се уште живееме во мир и слобода, не живееме во некоја вонредна состојба, така што можеме со мир и трпеливост да му служиме на Бога без некое големо брзање, без паника, без вознемиреност. Да го дочитам целиот текст. Значи, 8 души во ковчегот, во Ноевиот ковчег се спасија. Само 8 души. Само 8 души. Замислете, сите што сме тука дојдени на богослужение, сме повеќе од толку. Повеќе од 8 души. Од цел свет, кој што, според некои проценки, и тој бројал неколку милиарди луѓе, што е сосема можно, во тоа време жените беа биолошки фабрики, така да речем. Баба Ева сигурно родила 100, 200 деца во незиниот 1000 годишен век. Замислете луѓето кога живееле со векови, значи
500-600 години пред старост. Значи до 600 години си не си стар, а од 600 до 900 година тоа е веќе старост, да речем. И сега, ајде да речеме, најплодните години и за мажи и за жени нека бидат од 30-та нека биде и до 300-та, нека биде и до 500-та година. Замисли колку луѓе можело да се раѓаат. Колку е тоа. И сега од сите тие милиарди пред потопот, само 8 души. 8 души. Ние тука сме повеќе од толку. Ова велика сабота. Само 8 души се спасија во ковчегот. Страшно. Зошто само 8 души? Токму така пишува, нели, во Битие. Да ги дочитам последните 2 стиха. Образецот на таа вода, крштевањето, но не отстранувањето на телесната нечистотија, туку ветувањето на Бога, добра совест, не спасува сега и нас преку воскресението на Исус Христос, кој откако се вознесе на небото е оддесно на Бога, ако му се покоруваат ангелите, властите и силите, се мисли на сите ангелски и духовни, небесни сили, битија што постојат и така натаму. Како што реков, целта на Петровата мисла тука не е премногу да се задржиме, како што мнози направат, на тоа кои се овие духови и како отишол Господ да им кога и како отишол да им проповеда на нив после своето воскресение. Едно е сигурно дека тоа не се случило пред неговото воскресение. Бидејќи вели, по тело умре, но оживеа со духот. Господ кога стана од мртвите, кога оживеа, беше убиен на вистина со тело или по тело, но оживеа со духот. Оживеа значи воскресението. Не значи некоја свесна состојба помеѓу смртта и воскресението. Оживеа, вели писмото. Петр вели оживеа, значи воскресна. Како што самиот Христос вели, бев мртов, еве во Откровението, бев мртов и сега сум жив. И ги имам во својата рака клучевите и од гробот, и од адот, вели, и од смртта. Целта на Петровата мисла е да ги спои потопот со крштевањето. Тоа му е битното. И тоа го прави на еден многу убав начин преку Христовата смрт и воскресението. Тоа е темата. Затоа што духовите само служат како врска помеѓу тој настан и потопот во времето на Ное. Значи, помеѓу 20-тиот и 21-тиот, или 19-тиот, 20-тиот и 21-тиот стих. Образецот на таа вода, на која вода? На потопската вода. Што значи образецот? Зборот образец значи тип или предслика, каков друг збор се употребува, тип, предслика, символ може да се рече, образецот. Значи, за време на потопот никој не се крстил со потопската вода, буквално. Меѓутоа, таа вода, потопската вода, апостол Петар ја смета за образец или предслика на крштевањето. Дури тие што беа во ковчегот, спасените, значи не дошле во допир со водата, па да се смета тоа за некој буквално крштевање. Ниту пак бил извршен таков чин на крштевање.
Тоа е само образец. Тоа е како истиот текст, значи Прво Петрово, 3 глава, Прво Петрово послание. Тука сме кај 21 стих, кај образецот, ако мислиш конкретно. Кој превод ги имаш кај себе? 21 стих, прочите го првиот збор. Слика. Значи, ја гледаш, он ја употребува сликата. Образец е овој превод, да. Мислам дека оригинално користи зборот антитип. Или можда архетип, ќе видам. Денес дома ќе видам подоцна. Може сега да се види, меѓутоа не треба брзање. Не мора брзање. Темата, врската помеѓу крштевањето и Христовото воскресение, ја споменува и апостол Павле, како што се сеќаваме во Римјаните 6 глава. Па да го прочитаме тоа и таму. Ќе отвориме за миг во Римјаните 6 глава и ќе се подсетиме на тие зборови. Ќе почнеме од првиот стих. Што пак да речеме? Ќе останеме ли во гревот, за да се наголеми благодатта? Никако. Ние кои сме умреле за гревот, како да живееме во него уште или се уште? Со други зборови, оној што умрел, тоа е во 7 стих ќе го каже подоцна, бидејќи кој е мртов или кој умрел, тој е ослободен од гревот. Луѓето кои што се робови, до кога може да бидат максимум робови на гревот? До кога можат максимум да бидат робови на било кого воопшто? Додека се живи. Значи, максимум може додека се живи. Не може повеќе од тоа. Или подолго од тоа. Штом некој умре, тој веќе никому не е роб. Од се е ослободен, за жал ослободен е и од животот. Но, во тоа се состои убавината на спасението, што Господ умрел за да јас бидам мртов за гревот, значи ослободен од све, освен од животот. Значи, пак да живеам, но за гревот сум мртов. Затоа крштевањето, еве да продолжиме со Павловата мисла, зарем не знаете, 3 стих, Римјаните 6 глава, дека сите оние што бевме крстени во Исус Христос, во неговата смрт бевме крстени. Значи, крштевањето длабоко е поврзано, суштински е поврзано со Христовата смрт. Кога се крштеваме, ние што признаваме со тој чин? Признаваме дека ја признаваме Христовата смрт како казна за нашите гревови, како откуп за нашиот живот. И станувајки од водениот гроб, Христовото воскресение за нашето оправдание, за новиот живот, за новиот почеток. И така, 4 стих, ние се погребавме со него преку крштевањето во смртта, за да можеме, како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Отецот, и ние така да живееме нов живот. Таму Петар велеше дека оживеа со духот, а тука Павле вели дека Христос воскресна од мртвите преку славата на Отецот, значи Светиот Дух е славата на Отецот. Зашто ако сме сраснати со него во еднаква смрт, ќе бидеме соучесници и во воскресението, знаејќи дека нашиот стар човек е распнат со него, за да биде уништено гревовното тело, па да не бидеме веќе робови на гревот. И повторно 7, бидејќи кој умрел, тој е ослободен од гревот. А ако сме умреле со Христос, веруваме дека со него и ќе живееме, знаејќи
уште една убава мисла, дека Христос, откако воскресна од мртвите, повеќе не умира. Смртта нема веќе власт над него. Прекрасни зборови. Кој оптимизам, кое чувство на победа, на триумф се наоѓа во Христовата вера, наспроти шимпанзлукот на оние што велат дека нема воскресение, нема вечен живот, има само вечна смрт. Наместо тој пораз, наместо тој дефетизам, наместо тоа лудило, така да го наречеме, Господ нас ни објавува радосната вест. Преку жртвата на својот единороден син не откупил и веќе ни дал. Колку ми не го прифаќаме, тоа е друго прашање. Веќе ни дал вечен живот. Колку ми не сакаме да живееме во него постојано и постојано, колку ми од нас секојдневно го бираме тој живот, наместо смртта и распадливоста, тоа зависи до нас. Но Господ го дал за целиот свет. Како што го дал сонцето и за добрите и за лошите. Како што Елена Вајд вели, како што е воздухот што ја обзема целата планета, целата атмосфера, така е Божјата милост дадена за сите луѓе. Се што треба да направи човекот е да дише. Значи да земе воздух. Господ веќе ја дал благодатта. Воздухот веќе постои, кислородот. Се што треба е да вдишам. Бебето кога ќе се роди, што прави? Вдиша. Велат дека плачот, првиот плач доаѓа од болката при вдишување. Значи, вдишувањето, првото вдишување, првиот здив е болен некако за бебето, дали кај дробовите го болат, не знам што го боли, не се сеќавам што ме болело кога се родив. Но се едно, човек треба да вдише. Спасението сепак е од Божјата милост, бидејќи ако сте на Марс или на некоја планета кај што нема кислород, или кај што има многу малку кислород како на Марс, што и да пробувате да дишете, ништо џаве. Ако не милоста, ако Господ веќе не го дал тоа. Само там каде што Господ ја дал благодата, како во таа споредба на Елена Вајд, воздухот што ја обиколува планетата, само таму може да вдишеме. И сега не е спасението или животот не е наша заслуга, затоа што сме пробале да вдишеме воздух, туку затоа што Господ веќе го дал и веќе тој воздух постои и постоел и за нашите предци. Да се вратиме на 1 Петрово 3 глава, 21 стих. Образецот на таа вода крштавањето, но не отстранувањето на телесната нечистотија, туку ветувањето на Бога добра совест. Со други зборови, внатрешниот препород на срцето, на душата, не спасува сега и нас преку воскресението на Исус Христос. На некој начин, како да светот бил крстен со потопската вода, така сака Петар да ја толкува таа предслика или тој образец. Затоа што тие 8 души се спасија
Не од водата, како што тука погрешно преведува, туку се спасија преку вода или со вода се спасија. Бидејќи и нас со крштевањето не облива, не покрива вода. Но не е поентата физичкото миење на телото, физичката нечистотија, туку духовниот препород, присуството на Светиот Дух, на Божјата благодат при тој чин и самата вера на поединецот пред тој чин, бидејќи без неја нема ништо. Без неја, без верата, крштевањето е како и туширење, како и капење во езеро или на море. Верата е таа што ја прави разликата и се разбира посебната Божја благодат при извршувањето на тој свет обред, а тоа повторно е Светиот Дух. Цел свет од толку милиарди души бива измиен со вода, опрани се, замислете, од водата се испрани милиарди. Кој геноцид? Но зашто со вода? Затоа што тоа не е крај на светот. Тоа е на некој начин крштевањето на светот. Во епот за Гилгамеш, мислам дека таму беше, јас заборев во времето кога јас, како средношколец, го проучувавме, јас заборев неговата содржина. Меѓутоа се сеќавам од поскоро време кога го работев за внук ми Даниел во Јосип Брос пред неколку години. И тогаш го прочитав цел епот за Гилгамеш. Интересен. И во вавилонските митови се пишано е дека потопот бил толку страшен настан, толку уништувачки настан, што самите богови се исплашија за својот живот. Така пишува во Гилгамеш или во вавилонските митови. Преведено тоа што значи? Кој се исплашил за својот живот? Демоните се исплашило. Тоа се паганските богови. Тоа се тие духови. Меѓутоа, не зборувам сега на таа тема. Потопот бил толку страшен настан, што самите демони и сатаната се исплашиле за својот живот. Помислиле крај. Значи, Господ толку се разгневил, што става крај на гревот, готово. Отидовме сите. Дури и демоните се исплашија од потопот. Се исплашија. Но Господ немал намера да го уништи светот, туку да го измие светот. Много интересен глагол. И во ова последно време, кога ќе настанат оние тешки катаклизми, меѓу другото и бучењето на морските бранови. И што се случува? Големите морски бранови ќе удрат каде? Таму каде што има најмногу грев. Тоа се приморските градови. И се разбира разни туристички плажи, особено ексклузивните и така натаму. Како што се случи во 2004 година. Последиците на тоа, се разбира, не е некоја чистотија, како што ќе удри цунами, тоа све потоа изгледа хаос, помешано земја и вода, кал, урнатини остатоци од куки, дрвја, човечки трупови,
животни и така натаму. Меѓутоа, едно е сигурно, дека таквите бранови го мијат гревот, само на страшен начин, со уништување. Гревот доживува толку силен удар, што бидејќи умираат грешниците, самите тие кои што умираат, повеќе се слободни од гревот. Повеќе нема да грешат. Колку е поубаво мојот грев да биде измиен со водата на крштевањето конкретно, кога веќе зборуваме за вода, материјална вода. Но без при тоа јас да мора да умрам. Кога Господ ќе стави крај на гревот еднаш за секогаш, тоа значи дека мнозина ќе умрат. Тоа мнозина е и милиарди дури. И во ова последно време. И штом ќе умрат, ќе бидат слободни од гревот. Нема повеќе да грешат. Но, зашто постои времето на милоста воопшто? Затоа што Господ сака да го измие гревот на луѓето, а при тоа тие да не умрат. Конкретно тоа е крштевањето, но не само со вода, туку и со дух. Инаку нема смисла. Инаку е обична церемонија. Обично признание, дури како Јовановото или еврејското крштевање пред Христа. Само признание за минатите гревови, покаяние може да, искрено, признание, покаяние и толку. И не постои веќе промена, не постои. Тоа е само како извини. Извини, Олгица, ти изгрешиш, прости, извини. Но Христовото крштевање е нешто друго. Како што неговата смрт не е било која и било чија смрт. Не е како смртта на другите луѓе. Има една многу убава мисла, мислам дека беше од овој стариот Херберт Даглас, кога го преведов неговиот напис, што Паул Букор не го имаше посочено за превод. Всушност, Христос е единствениот кој што навистина умрел, затоа што само Христос умрел со втората смрт. По квалитет вечната смрт. Вистинската смрт. Ова друго не е смрт, колку и да е страшна. Бидејќи по Христовата смрт била казната за гревот. Христовата смрт била проклетството за сите направени гревови, за целиот грев воопшто на оваа планета. И тоа проклетство Христос почнал да го чувствува уште во Гециманија. Значи, уште пред да биде на крстот, уште пред да биде и да помине низ нелегалниот криминален суд на Синедрионот, кој што спротивно на еврејските закони се одржал ноќе. Уште пред да помине со тоа и на римскиот суд пред Пилата, локалниот или првостепениот римски суд. Во тврдината Антонија во Ерусалим. Само Христовата смрт била вечната смрт и затоа неговото воскресение било со неговата божествена сила. Со силата на Духот Свети повторно, затоа што Духот Свети Христос го има од вечност. Го има по природа, не е нешто што му е дадено накнадно како нас. Не е нешто со кое што е бил новороден, затоа што Христос никогаш не бил старороден. Отсекојаш го има Светиот Дух, отсекојаш бил свет. Не бил грешник, па кога се крстил станал свет. Имало и такви ереси во историјата на христијанството.
Христос, неговата смрт и воскресение, представени преку крштевањето, и кои што ги прославуваме библиски, како ги прославуваме Христовата смрт и воскресение, библиски. Можеме да ги прославуваме како сакаме, па дури некои со јајца. Но библиски се прославуваат преку крштевањето. Тоа е единствениот библиски начин. Значи, не е библиски начин празнувам недела заради да го прославувам со тоа Христовото воскресение. Ти можеш така да правиш, ама тоа не е библискиот начин за прослава на Христовото воскресение. Библискиот начин за прослава на Христовата смрт и воскресение е крштевањето. Помеѓу смртта и крштевањето, да го споменам и овој детаљ, па ќе завршам за денес. Помеѓу Великиот петок и Великденската недела, иако не била тогаш недела, тоа од словените од 9. век назив, кога тие првпат се крстија, па им велеле не делај во тој ден. Тоа било според евангелистите, што? Првиот ден од седмицата. Мија Савату пишуваат, или на еврејски би било Јом Ришон, првиот ден. Првиот ден по саботата, со други, буквално преведено. Првиот од саботата, буквално преведено. Мија Савату. Зошто помеѓу Христовата смрт и воскресението постои цел еден ден, саботата која што Јован ја нарекува голема во своето Евангелие? Зошто Христос чека дури во недела наутро да воскресе? Што не воскреснал во саботата наутро? Зошто цел еден ден? Сега некој ќе рече затоа што тој ден се симнал во адот да им проповеда на духовите. Ќе оставиме таа теорија на страна. Петар вели со духот оживеа, значи се мисли на воскресението. Не дека отишол да им проповеда на духовите пред своето воскресение. Тоа не е тоа што Петар го мисли во тој текст. Петар мисли на воскресението. Ова е многу интересно прашање. И денес може да се соочите, и се соочувате, и сте се соочувале во минатото со прашање од типот зошто бе вие празнувате сабот кога Христос воскресна во недела? И како да имплицира, треба да се празнува недела, а не сабот. Со тоа што воскреснал во недела. Всушност, Христовото воскресение во неделата покажува дека саботата е денот за одмор. Што представува воскресението? Представува повторно создавање. И сега, што е ден за одмор? Денот кога Господ создавал, или било кој од 6 дена, па и првиот, кога Господ создавал, или тогаш кога се одморил? Зошто Христос големата сабота ја помина во гробот? Откако го завршил успешно, без грев, целиот земски живот и целиот план на откупување на човештвото. Откако умрел на крстот, целата сабота ја поминува во гробот. Зошто? Па затоа што, како што отпочинал истиот Христос, истиот Господ, кога создал се и ја создал жената во 6-тиот ден, после мажот ја создал жената како капак или како
совршенство, како комплетирање, со жената завршил, замислите. После жената ништо друго не создал. Или создал, што мислите? Дали после Господ го создаде Адам, па едно време Адам беше сам, за да осети што е самотилук. Само не го осетил 40 и кусор години. Туку да осети самотилук, барем за неколку часа да осети самотилук, што е, а потоа ја создава жената. Зошто така направил Господ? За да после Адам ја цени жената. Да не ја прима здраво за готово, туку да знае колкав е благословот што сега има жена. После жената, значи жената беше последна создадена во шестиот ден, имаше нешто друго после жената создавано? Јас не гледам. Помогнете ми ако грешам, помогнете ми и исправете ме. Дали после жената Господ создал нешто друго накнадно? Не. Да. После жената рече и се добро беше. Создадено, односно добро беше. Се беше добро. И потоа Господ починал или се одморил од своите дела, не дека се уморил, туку суштината на глаголот е направил пауза. И тој збор го среќаваме и во други ситуации низ библиската историја. На тој начин истиот Господ кога го завршил делото на спасение или откупување на човечкиот род, направил пауза. Во кој ден? Во саботниот ден. И сега воскресението, кое што значи повторно создавање, нов почеток, е многу логично да се случи во кој ден? Па во првиот ден, кога Господ почнал и да создава на почетокот. Да. Господ кога почнал да го создава светот? Секој се почнува со почеток, не се почнува. Зборот почнува, значи почеток. Се почнува со првиот ден, се почнува со четвртиот ден. Што некои велат, може би сонцето постојало пред создавањето. Уште пред првиот ден. Ама било скриено со облаци, па после четвртиот ден се... Има таква теорија, да. Има. Има адвентисти што веруваат во тоа. Затоа што веруваат во еволуција пред тоа. Веруваат во милиардите години, стотиците милиони години, деновите на создавањето и така натаму. Таа пауза постои и во... Прочувавме во Откровението паузата од половина час. Во превод би била 7 дена. Ако така го толкуваме тој час или таа половина час. Затишието. Пред седмиот печат, односно кај седмиот печат е затишието. Пред големите зла и второто Христово доаѓање. Во времето на Ное, исто така имаме едно затишие. Ное и неговите влегоа во ковчегот, Господ ја запечати вратата, односно ги запечати нив внатре, а сите милиарди, целиот свет, ги запечати надвор. И кога Господ ја затвори таа врата, никој повеќе не можеше да ја отвори. Додека беше отворена, пред тоа, никој не можеше да ја затвори. Или кога Господ ја отвори, после потопот, никој не можеше да ја затвори. Како во Филаделфиската порака. Пораката до 6-та црква во Откровението. Јас сум оној кој што кога ќе отвори, никој не може да затвори. Кога ќе затвори, никој не може да отвори. Ево ти дадов врата отворена. Потоа вели. Тие зборови наоѓаат една убава примена во историјата на адвентизмот,
во 1844 година, но сега не го проучуваме тоа. Туку пред Господ да го пушти потопот, пред да падне првата капка вода, која што таа капка, кога ја осетиле луѓето, таа капка вода на своите чела или раце, првата капка имала ефект на бомба. Толку страшно делуваше првата капка што ја осетија на својата кожа. Зошто? Зошто беше толку страшна првата капка на потопот? Затоа што никогаш пред тоа не врнело на оваа планета. А Ное будалата им проповедаше дека не само што ќе врне, туку потоп цели порои на дожд ќе паднат врз земјата. Јас само еднаш доживеав таков тропски дожд. Че не се гледа капки како врнат, туку мислиш се како да си под водопад. Во Флорида тоа се случи. Тропски дожд. И автобусот се движи како да е брод, све вода наоколу. Река тече по автопатот. Но тоа им го проповедаше, замислите. И они го правеа будала затоа што комунистички, научно кажано, никогаш пред тоа не врнело. Ако никогаш пред тоа не врнело, што ти проповеда дека ќе врне? Ако мртвите не стануваат, што па вие верувате дека ќе воскреснат? Кој воскреснал? Сте видели мртвец да стане од гроб? Знаеме дека не е така, да. Еве Христос воскресна. Вие верувате дека Христос воскресна? Ако не верувате, што плампате Христос воскресе, ако не воскреснал? Павле им вели, ако не верувате, имало такви христијани, замислете, во првиот век. Ако не верувате дека има воскресение од мртвите, па како верувате дека Христос воскресна? И тоа им го вели. Ако Христос воскресна, како вие верувате дека нема воскресение од мртвите? Будалаштина. И за жал мнозина се уште, иако ќе велат Христос воскресна, а нема да верува дека тоа стварно се случило, или ајде да речеме дека тоа се случило, пошто тоа е Бог, нели? Ќе најдат некоја причина. Да каже тоа може, ама ова не може. Што истиот воскреснат Господ ветил дека ќе се случи. При неговото второ доаѓање. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Навистина, мислата ми беше да ја довршам пред да падне таа прва капка од потопот, од тие поројни дождови што пота 40 дена, 40 ноќи само ќе се истура. Само ќе се истура без престан. Господ направи пауза и тоа 7 дена, замислете. 7 дена. Ное и неговото семејство запечатани внатре. Целиот останат свет надвор и замислете, поминува првиот ден, нема дожд. Поминува вториот ден, нема дожд. Поминува третиот ден, нема дожд. Четвртиот ден, нема дожд. Шо мисле, што? Како се осеќале грешниците после петиот ден, да речем? Каков потоп, какви бакраци, какви будалаштини. Шестиот ден. Сесие, исто, забава, јадење, пиење, блудствување. Осамнал и 7-миот ден. Откако Господ ја запечати.
Влегува животните. Тоа чудо го гледаа со своји очи, како животните влегуваат во ковчегот. Видео како ангел се створил од никаде, одnosno слегол од небото, и ја затворил вратата на ковчегот. Тоа го видоа. Ама после тоа цели 7 дена. Пауза. Нема ништо. Додека не падна првата капка. Првата атомска бомба во нивниот илузорен комунистички свет. Илузорен свет дека нема никогаш да дојде потоп, како и денес. Нема никогаш да дојде Господ. Или не постои Господ. Само овој живот, јадење, пиење, блуствување. Јадење, пиење, парење. Како животните. И за време на таа сабота, и ова ми е последната реченица, за време на таа Господова пауза, тој одмор, под неговото дело на откупување, како што починал и се одморил во 7-миот ден по првобитното дело на создавањето, неговите ученици беа нажалени. Повторно заради неверување. Од што друго? Од неверување. Првите адвентисти се разочара од неверување. Се разочараа. Не го прифатија духот на пророштвото, не го прифатија предупредувањето, што ќе ги спасеше од разочарување. Христовите ученици се разочараа. И беа разочарани не само таа сабота беше толку жална и тешка сабота за нив, што и следниот ден неделата беше за нив страшна, жална и исполнета со страф и паника. Дори беа заклучени. Не знам какви катанци има во горната соба од стравот еврејски. Зошто се тоа? Зошто тие катанци? Зошто тој страв? Зошто таа мака, депресија, разочарување? Можете да замислите како тоа изгледало. Ние мислевме дека овој ќе го спаси Израел. Ние оставивме се, жени, фамилија, деца, бизнис, риби, чамци, све оставивме заради него. Мислевме ќе бидеме првите министри во неговото царство. Самиот тој го кажуваше тоа, ќе седите, вика, на престол и ќе им судите на 12 колена Израелови и така натаму. Ние сето тоа го оставивме и сега што? Кога умре и цел ден поминува и он е мртов во гробот. И сега што? Дали може да замислиме каква била таа депресија? И било срамота да излезат на улица сега. А пазите, пред тоа правеле чуда во Христово име. Ајде сега тоа, побрзи го тоа. Како Илија, правил чуда, потоа паднал во малодушност. Каква ли е човечката природа? Утрото на 23 октомври, ова книга го кажува тоа. Утрото на 23 октомври 1844 година, адвентистите не сакале да се појават на било која улица во своето мало. До продавница не сакале да отидат од срам. Што ќе рече сега безбожниците што ќе ги исмеваат затоа што Христос не дошол, тогаш кога тие проповедале дека ќе дојде. И затоа двајца адвентисти, за да посетат трет и да го охрабрат, да го утешат, поминувале низ нива, нивата на Хајрам Едсон. Поминувале, односно нивата била на оној другиот. Не е битно. Поминувале низ нива, зашто не сакале да се движат по улица, да се среткјаваат со луѓе, со неверници, кои што ќе ги исмеваат. Но учениците пред тоа чуда правеле во Господово име, а сега се осеќале разочарани, упропастени, од неверување. И Христос, замислите, воскреснува. Жените биле први благословени што го виделе воскреснат.
ако не ги сметаме војници, подоцна платени со еврејски пари, да молчат и да лажат, како денешни медиуми. А самите апостоли се уште не верувале. И Великден поменајте вечерта се уште не верувале. И дори тогаш кога Христос се појавил вечерта, веќе поминал, и првиот ден веќе поминал, значи. И што помислија во прв момент, кога го вида? А тие помислија дека гледаат дух. Значи, тоа е полесно. Полесно е тоа да поверуваш. Умре баба ми и сега е дух. Тоа е полесно. Значи, еден неверник да го види ликот на некој свој починат, ако е толку психолошки силен, да не се онесвести веднаш, да не полуди, да не му се случи нешто такво. Прво на што ќе помисли е што? Дека гледа дух. Значи, воскресението нема да му биде прва мисла. Не, воскресението е нешто невозможно. Туку ќе помисли дека гледа дух. Тоа е полесно да веруваш. Од воскресението. А Библијата зборува за воскресението. Библијата зборува за новото тело. Тоа е надежта на христијанинот. Не духови без тело. Тоа е надежта, тоа е утехата, тоа е силата, славата, победата. Како што Христос воскресна во новото тело и смртта повеќе нема власт над него. Нека Господ го воскресне Христа одново во нашите срца. Амин. Господ одново воскреснувајќи во нашите срца, одново изгрее во нашите срца и од нашиот живот направи уште денес, не од утре, уште денес, нов почеток, нови созданија, нови личности, нови мажи и жени во Исуса Христа. Амин.